Ќе одиме една од организациите Метаморфозис, една од најбогатите, ако може да се каже така, според трансфер на пари, околу €1.000.000 во временскиот период на генерирање кризи кои што го обсервираме само од Фондацијата Отворено општество, а да не зборуваме за низата други проекти кои што ги добиваат од разни други амбасади, влади во Република Македонија. Клучни лица тука се Бардил Јашари и Филип Стојановски, ги гледате на Кајронот. Јашари е до директорот на USAID Македонија Джеймс Стајн. Како што можете да видите од нивните активности, некои од поистакнатите проекти што ги водат е сервисот за проверка на факти и Вистиномер. Два сајтови кои што се буквално копирани од слични интернет страници во Соединетите Американски држави. Би требало да служат како коректив на медиумите, но де факто овие интернет страници се користат исклучиво за напаѓање и критикување на десно ориентираните медиуми. Никогаш, многу ретко може да се случи да упатат некоја критика или обсервација кон лево ориентираните медиуми. Како што гледате, гледате дека се активни во кампањи за одложување на изборите, гледате од, не знам колку може да се види од извадокот на проверка на факти, дека нивните анализи, коментари секогаш се насочени во поддршка на ставовите на СДСМ, секогаш се во критика на ставовите на ВМРО ДПМН. Дополнително преку оваа фондација се финансираат и поголем број медиуми. Тоа дополнително ќе го разгледуваме, навистина вреди да се посвети цела пресконференција само за оваа крајно партизирана организација која што работи во сферата на медиумите. Како новинари, само што ќе кажам, би требало да ви интересира тоа што оваа организација јасно се профилира, дека во периодот што доаѓа ќе биде главна ударна тупаница на обидите да се воведат нови, многу построги регулативи за контрола не само на медиумите, туку и на социјалните мрежи. Тоа јасно се гледа дека е една од тенденциите на фондацијата Сорос, со инсистирањето на теми како што се наводни лажни вести, наводни, не знам, алтернативни факти, значи се прави обид врз основа на тоа, преку оваа организација се прават обиди да се засили регулаторната моќ како на Агенцијата за медиуми, така и на други тела кои што постојат или ќе бидат формирани, со цел да се ограничи слободата на говор. Хелсиншкиот комитет е добро познат, ова е организација со широко дејство, пред се во областа на кривичното право, заштита на човековите права, наводно, нели според нив, се работи за крајно партизирана и политизирана организација. Гледате дека нивните први луѓе, како што се Гордан Калајџиев, Уранија Пировска, Мирјана Најчевска, се секогаш први на протестите организирани од СДСМ, а при тоа инсистираат да бидат третирани како да се независна, неутрална организација, вклучителни во прашање како што е формирање на, не знам, специјалното јавно обвинителство, односот на полицијата, запирањето на лустрацијата и слични проекти. Повторно се работи за организација која што добила преку 200.000 евра во овој критичен период од Фондацијата Отворено општество, само од Фондацијата Отворено општество. Списокот е некомплетен, навистина добиваме информации постојано, така да очекуваме овие суми да на крај да се покаже дека се неколкукратно поголеми. Се работи за уште една организација за која што заслужува да се организира, да се одржи цела пресконференција само за неа. Младинскиот образовен форум со 79.000 евра. Клучно лице тука е Дона Костуранова. Се работи за организација која што беше една од најактивните во организирањето на протести на студентите, средношколците против образовните реформи, како што беше екстерното тестирање, како што гледате од фотографиите преземени од нивните јавно достапни, нели, портали, страници, социјални мрежи и така натаму. Јасно е дека се работи за крајно партизирана организација, која што требаше да обезбеди масовност на протестите во полза на СДСМ, што нели лесно се прави кога ќе ги повлечете средношколците да излезат да бегаат од часови. Организацијата има длабоки, долготрајни врски со Фондацијата Отворено општество, често пати заедно учествуваат на конкурси, на проекти, добиваат средства од други извори, значи ова е далеко од конечната сума и што е особено важно за неа, служи како расадник на идни кадри за другите организации под капата на Отворено општество и СДСМ.
НВ Инфоцентар на сметка на оваа организација, како што гледате, се имаат прелеано 10 милиони денари или 167.000 евра. Повторно се работи за организација која што по себе ги поврзува како донатори USAID и Фондацијата Отворено општество. Клучен лик тука е Билјана Бејкова. Како што гледате, јасно е дека се отворени поддржувачи како на протестите организирани од страна на СДСМ, така и на клучните луѓе на Фондацијата Отворено општество и се дел од оваа мрежа која што работеше на дестабилизација на Република Македонија. Ова е една од најконтроверзните организации според мене, млади европски федералисти. Сумата не е голема, 12.000 евра или 730.000 денари. Ова е само од Фондацијата Отворено општество, прелеани на нивна сметка. Вкупните суми може да се покаже дека се поголеми. Што е значено за оваа организација? Гледате дека учествувала во протестите, гледате дека на нивните социјални мрежи отворено се декларираат партиски и политички каде припаѓаат, гледате дека организирале дебата во кампот на слободата, така наречен на СДСМ за време на протестите 2015 година. Оваа организација е дел од европска организација, на европски федералисти, чија цел е остварување на една од главните задачи на Џорџ Сорос лично. Тоа е Европа да не биде континент на одделни нации, држави со своји влади, своји парламенти, суверени држави кои што сами ќе решаваат. Напротив, како што името само ви вели, млади европски федералисти. Целта на оваа организација Европската унија во себе да ги интегрира сите држави на Европа, но и да ги обезличи, да престанат да постојат како независни држави. Европа да има дводомен парламент, централна влада, преседател. До некаде овој процес се реализира. Еден буџет, тоа е една од главните теми на Џорџ Сорос, значи да се укине идентитетот и независноста на отделните држави на сметка на создавање на еден федерален континентален монструм со еден главен град во Брисел, каде што ќе се носат сите одлуки на сметка на граѓаните на Европа кои што можеби имаат други интереси. Целата може да се сконцентрира на едно место во Европа. Ова е едно од најопасните и погубните идеи кои што ги промовира Џорџ Сорос, човекот инаку промовира и тотална легализација на тврди дроги, така да навистина е тешка конкуренција, но сепак една од најопасните идеи кои што ги промовира. Сега, имаме голем број помали организации денеска кои што ќе ги споменаме. Да речеме, едно нив е факултет за работи што не се учат, организација која што во критичниот период на генерирање на политичката криза во Македонија земала околу 1.850.000 денари или над 30.000 евра. Клучен лик тука е господинот Филип Јовановски. Гледате дека организираат настани во кои што повторно се јавуваат ликови кои што генерално поддржуваат опцијата на СДСМ, опозицијската партија. Значи, ќе презентираме денеска и поголем број на вакви помали организации кои што се локално активни, кои што практично действуваат како локални партиски штабови на СДСМ. Фокус Велес е една таква организација. Во клучниот критичен период на нивна конто се прелеале околу 530.000 денари или без малку 9.000 евра, како што гледате од повторно велам јавно достапните информации кои што за себе ги поставуваат, ги постираат на своите страници. Се работи за организација која што е исклучително блиска до партијата СДСМ, служи за организирање протести на шарената револуција. Клучни лица тука се Александар Стојковски, Дејан Ристов, Макси Мацевски, Весна Шкортова, Убавка Јаневска, Димче Велев и други. Ова се практично локален партиски штаб на СДСМ, финансиран од Фондацијата Отворено општество, што, како што велиме, е кршење на законите на Република Македонија. Аква од Струга се работи за организација која што действува како локален штаб на партијата СДСМ во Струга. Клучен лик тука е Васил Ашталковски. Организацијата во критичниот период преземала околу 1 милион денари, околу 19.000 евра, и како што гледате служи за организирање локални протести, но и протести во Скопје. Пак се отприлепи една поширока организација која што има повеќе елементи во себе. На нејзино конто во клучниот период се пренесени околу 1.400.000 денари или 23.000 евра. Некои од подорганизациите кои што функционираат под Пактес служат за мобилизирање на млади демонстранти, на улични протести, луѓе што ќе фрлаат боја
по знаменитостите на Прилеп, Скопје, зависи каде што ќе ги упати партијата СДСМ. Тука како клучни ликови се појават Владимир Јовановски, Владимир Мантаровски, гледате од нивните фотографии со Зоран Заев, јасно е на која страна припаѓаат. Значи, навистина интересно како сите овие организации кои што добиваат пари од фондацијата Сорос, нивните активисти не може да се случи да имаат фотографија со некоја друга политичка опција, исклучиво припаѓаат на опцијата на СДСМ. Визија Кичево, локален штаб на СДСМ де факто, на нивна сметка се имаат прелеано 210.000 динари или околу 3.500 евра. Како што гледате, средствата се трошат за организирање протести во Кичево и за нивно пренесување во Скопје. Клучни ликови тука се Марија Павлеска и Марко Јовески, кои што ги земаат овие пари за да организираат протести во Кичево. Акција Плюс Одресен се работи за организација која што е под раководство на Зизо Љамковски. Повторно, како што гледате од нивните профили, јасно е дека се поддржувачи на кампањи како Ние граѓаните, наводно граѓанска кампања која што де факто беше кампања на партијата СДСМ. Гледате од фотографиите дека се дел од локалниот партиски штаб на СДСМ во Ресен, организираат протести, повторно се работи за чисто грубо кршење на принципите на работа на невладиниот сектор и негово тотално партизирање под страна на подкапата на партијата СДСМ. Патокази Гевгелија, како што кажа и Србов, се работи за организација која што освен што е локален штаб на СДСМ во Гевгелија и го партизира невладиниот сектор во Гевгелија, има и друга улога, тоа е бидејќи Гевгелија стана клучен стратешки пункт за преносот на мигранти од Грција преку Македонија, процес во кој што длабоко беше вклучена фондацијата Сорос и во кој што во голема мерка од грчка страна беше координиран од страна на активистите на Сорос. Патокази Гевгелија е практично од другата страна на границата нивен центар за координација. Значи, јасно е од информациите кои што ги добиваме дека оваа организација, освен што работела партиски за партијата СДСМ, освен што се работи за партизирање на невладиниот сектор локално, била активна и за организирање на или помагање на нерегуларниот, незаконскиот пренос на мигранти преку границата и со тоа учествувала во едно од најдестабилизирачките процеси во Република Македонија, за регионот и за цела Европа. РЦОР Кратово се работи за организација составена од повеќе подорганизации. Како клучни ликови тука се јавуваат Јасмина Давидковски и Боријанчо Мицевски. На нивна сметка се прелеани околу 1.760.000 динари или без малку 30.000 евра. Како што гледате, господинот Боријанчо Мицевски е висок истакнат локален функционер на партијата СДСМ, така да од фотографиите негови со Оливер Спасовски, со Зоран Заев, јасно ви е дека се работи за финансии со чија цел е да се партизира невладиниот сектор во Кратово и да се стави под контрола на партијата СДСМ и да се обезбедат теренци за протести како во Кратово, така и во Скопје. Центар за одржлив развој на заедницата Дебар се работи за организација која што ја води Гоце Љубиновски. На негова сметка во овој клучен период се имаат прелеано 1.160.000 динари или околу 20.000 евра. Како што гледате од неговите, човекот настапувал на тие дебатите што СДСМ ги организираше за време на нивните протести во 2015 година. Според јавно достапните податоци од него од социјалните мрежи се гледа дека се работи за партиски војник на СДСМ кој што за своите активности добива пари од Фондацијата Отворено општество. Уште една јасна потврда дека Фондацијата Отворено општество, една од незините задачи е да формира локални партиски клубови, штабови на партијата СДСМ. Младински културен центар Битола се работи за организација која што е предводена од лицата Сашо Додевски и Звонко Талевски. Како што гледате, финансиите ги добиваат не само од Фондацијата Отворено општество, туку и од
USAID Македонија и од National Endowment for Democracy. Уште една организација која што добива американски буџетски средства и потоа ги шири за невладени организации во Македонија, кои што, како што гледате, нивна цел е да учествуваат на протести, дебати организирани од СДСМ и да обезбедуваат партиски војници за митинзи и за шарената револуција. Проект ЕУ Кавадарци, повторно наводна невладина организација, де факто партиски штаб на СДСМ во Кавадарци, околу 3 милиони денари или безмалку 50.000 евра се слеале на нивното конто во клучниот период во кој што се генерираше кризата во Република Македонија. Се работи за организација, предводена од Ненад Јовановиќ. Како што гледате, едно од нивните цели е да се изборат децата да не учат математика. Значи, очигледно биле вклучени во организирање на протестите поврзани против образовните реформи. Една од целите им е да се омасови учеството на улиците, да се повлечат младите, наводно во непартиски протести, а де факто да се мобилизираат за потребите на партијата СДСМ, како што гледате биле активни во други активности на СДСМ, како што е протестите пред МРТВ, протестите против гушни го градскиот трговски центар во Скопје, што е чудно за организација од Кавадарци, и моментално се ангажирани на одбраната на ликот и делото на Џорџ Сорос преку социјалните мрежи.